Топ тема на ваша страна, добро вечер. Во вакуумот на постреферендумската криза, додека се бара излезот од новиот ГРСОКАК, простор и ние да се вратиме на нашиот редовен концепт. Вечерва во нашето вообичаено ваше интервју, гостин градоначалникот на Скопје Петре Шелјаков. Добро вечер и добре дојдовте во топ тема на ваша страна. Добро вечер, благодарам за поканата и да поразговараме за работите што ова е вообичаено концепт на кој што и така ќе биде, ќе одговарате претежно на прашања од граѓаните поставени на социјалните мрежи, дел од невладините организации кои што ги акитиравме. Но еве за почеток решивте утре по повод Белата ноќ да ги частите Скопјани со бесплатен превоз, јавен, до раните утрински часови во недела, но нема бесплатен ручек од градската каса, од каде пак ќе ги надокнади трошоците? Па добро, јавното сообраќајно предпријатие кое што работи со финансиски тешкоти традиционално и може би граѓаните на Скопје не знаат или граѓаните на Македонија, да речам градот Скопје некаде во висина до 590 милиони денари секоја година од буџетот на градот исплаќа за така наречени потешкоти во работењето на јавното сообраќајно предпријатие. Тоа се отприлика десетина милиони евра годишно, секоја година градот издвојува на буџетот за системот на јавен превоз. Значи не само јавното сообраќајно предпријатие, не е рентабилно, начинот на кој што е поставено, концептот на јавниот транспорт на патници е поставен така што истиот е и заостанат и несовремен и не дава економски бенефит со категории на граѓани кои што користат бенефициран или бесплатен превоз во дадени денови. Тоа е состојба и ситуација која што имаме наследена. Во меѓувреме градската администрација што јас ја предводам работиме на можност за формирање или до формување на сосема нов поинаков концепт на јавниот градски превоз. Кога може тој да се очекува бидејќи? Па мислам дека веќе во текот на наредната година би можеле да ги имаме првичните контури на новиот систем на јавен градски превоз, бидејќи тука не постои простор за импровизација, затоа што луѓето ги имаат секојдневните потреби од јавен транспорт и јавниот транспорт не е нешто што можете да го направите од една до друга точка, затоа што вас така ви текнало, тоа треба да се темели на анализи. Градот Скопје во овој момент прави сериозна студија, по основ на кој што податоци, потоа ќе можеме да правиме реорганизација на самиот систем на јавен транспорт и него да го направиме поекономичен. Впрочем, Простете, но за многу прашања ќе ги допреме вечерва. Постојано одговорите се прават студии, па да видиме, па ќе продолжи. Не се, значи тоа е изговор или резултат на некаква наследена ситуација. Еднаш во едно интервју кажав, па потоа почнува да го спинуваат и нарочито опозицијата, што работеле, некога се чудам што работеле моите претходници. Зошто? Се чудам, затоа што градот Скопје има концепт на јавен сообраќај од 1984. Концепт на јавна комунална хигиена, кој што не е сменет никогаш. Концепт на функционирање на предпријатието Паркови зеленило, кој што не е сменет никогаш. Значи, зборуваме за ситуации или состојби кои што се наследени пред 30 или 40 години, кои што по инерција се повторували, затоа не изгледа градот таков каков што е. Не можете тука нити да направите брз потек, нити можете да импровизирате со ситуација затоа што ајде да го оставиме за подоцна, бидејќи од прашањата ќе видите дека граѓаните имаат впечаток дека работите се полоши, а не одат никако на подобро. Него довршив само муабетот во делот на рационализација на работењето на јавното сообраќајно предпријатие и набавката на новите 40 автобуси на газ. Она што граѓаните треба да го знаат во меѓувреме, затекнатата состојба во градот Скопје и особено во предпријатијата градски кои што ги даваат услугите кон граѓаните. Противпожарно возило, пожарната на град Скопје е превземена во 2005 година. Противпожарно возило градот нема купено. Има добиено донација во 2008 година на едно возило.
Во овој момент е во тек постапката за набавка на 2 нови противпожарни возила и една скала за висококатниците кои што во меѓувреме се изградени. Не дај Боже да имаме висок пожар на висока област, противпожарната бригада на град Скопје не е спремна или во техничка можност, во техничка смисла, не во човечка смисла, да може да интервенира на тој пожар. Зошто? Затоа што наназад од 2005 година до сега никој не набавил скала што е скапа. Меѓутоа е една од основните потреби. Комуналното предпријатие во градот Скопје, онакво какво што го имаме затекнато, е оставено со 6, повторувам, 6 прскалици за миење на улици. И ги имаме тие прашања. Ајде прво да го заокружиме меѓутоа ги имаме прашањата, па ќе објасните што работите, ги има и зошто не ги миете улиците и има дузина конкретни прашања, но ајде да го заокружиме делот на ЈСП, колку во вашиот концепт за трансформација и на оваа предпријатие се вклопуваат тендерите со, како што дел од медиумите ги нарекоа, наменски фирми кои што беа актуелни во текот на август. Мислите на тендерот за електронски билети, картички, за билети и за консултантски услуги. консултантски услуги. Значи, ајде овака. Системот на наплата на билети во Скопје е нефункционален систем и тоа граѓаните добро го знаат, бидејќи вие немате цена на единечно возење. Морате да имате посебна картица која што во старт ја плаќате и ја надополнувате за најмалку 3 возења. И тоа е причината зошто, да речем, во тек и во ноември ќе биде завршена постапката за промена на системот на наплата на билети во јавното сообраќајно предпријатие. При тоа, јавното сообраќајно предпријатие не ги има податоците, нити располага со тој систем во дадената ситуација. Тоа беше наследена состојба. Јавното сообраќајно предпријатие има распишана постапка за јавна набавка, во која што се барани консултантски услуги за да може да се спреми тендерот за новите авиобилети во висина од околу 130 автобуски билети во висина од околу 130.000 евра. Таа јавна набавка е по отворен повик. Отворениот повик барал високи критериуми во смисол на тоа да не ни се појават бофал фирми, да ги кажам, затоа што претходните консултантски услуги ги има направена услуга фирма која што во својата дејност како примарна дејност е фризерски салон. Сега имаме две фирми кои што се формирани неколку дена пред тендерите на иста адреса. На отворениот повик за консултантски услуги се јавува само една фирма. Значи, јас сум противник на тоа и едно од моите политички барања да се промени законот за јавни набавки, бидејќи не може да биде успешна постапка каде што имате само една фирма. Отворен повик се јавува само една фирма. Таа фирма, согласно прописите, ја добива јавната набавка за некаде околу 130.000 евра висина на тендерот. Вториот тендер е заради зголемената контрола. Кога дојдов за градоначалник, јавното сообраќајно предпријатие месечно имаше мандатни казни од 70 казни за возење без билет во јавното сообраќајно предпријатие. Во овој момент, во текот на минатиот месец, над 780 казни се издадени. Значи имаме зголемено контролата. Ги подобривме финансиските резултати во апсолутна бројка. Продажбата на билети е зголемена за повеќе од 160.000 билети во однос на истиот период од минатата година. Тоа ја јавува постапката, се извинувам, за да бидеме до крај. Тоа ја јавува потребата од постапката, бидејќи ближеше и школската година почетокот, да набавиме нови дополнителни 40.000 билети. По одобрение од Бирото за јавни набавки, спроведена постапка за барање со доставување на понуди. Во таа постапка поканети се 3 фирми, од кои што едната е постојниот тогашен добавувач Македонски телеком, кој што картите ги доставувал до јавното сообраќајно предпријатие по цена од 100 денари. Македонски телеком во таа постапка доставува понуда од 130 денари. Втората фирма доставува 125, третата избраната доставува до 120 денари. Така што коинциденцијата, случајноста, неслучајноста, кој како нека абсорбира. Господине Шелегов, вас како опозиционер јавноста ве памети по тоа што дел по дел го откривавте оној ѕид во СДСМ каде што ги објавувавте Белизе, шемите, наменските фирми. Во случајов имате фирма регистрирана на иста адреса, со ист собственик,
која еве случајно ги добива и двата тендери. Ништо не ви е сомнително, бидејќи премногу наликува токму на тие шеми кои што вие ги откривавте секој ден една по една. Не велам јас. Значи, на крајот на денот има право јавноста да се сомнева и треба да се сомнева заради тоа што нити имаме намера, нити имаме тенденција да направиме нешто надвор од декларираната и видливата транспарентност. Значи, она што факт не можеме ние да го избегнеме во даденава ситуација е дека во минатото определени луѓе или определени фирми нити можеле, нити учествувале на јавни набавки затоа што тоа им било забранувано и впрочем долго сме разговарале околу тоа во какво. Да, но ова сега наликува на истото. Знаете како? Ако на отворен побег ви учествува една фирма, што можете вие да направите? А немате право согласно закон да го поништите. Прв сум јас кој што бара да има најмалку две фирми во секој отворен побег. Заради конкурентноста во цените. Учествува една фирма, а вие како субјект, односно јавното сообраќајно претпријатие, нити јас како градоначелник, нема право да ја прекине постапката. Едноставно нема право да ја прекине постапката согласно законот. Ако распишувате барање за доставување на понуди и постојниот добавувач Македонски Телеком од сегашните 100 би доставил цена од 130, а некој друг доставил за 120. Што можете вие да направите? Значи, тие се, дали сум јас среќен што се коинцидирало така, не сум. Зошто? Затоа што не мислам дека е во ред за постапки вредни 130 или 40.000 евра да се става дамка, нити на тоа што јас сум го работел во минатото за време на опозиција, нити за она што го работи во моментот јавното сообраќајно претпријатие. Ова ќе го оставите така како што е? Завршени се тие постапки. Не можете тука да интервенирате, пак велам. Она што знам дека се случува во моментот во рамките на владата е дека се менува закон за јавни набавки, дека мора да имате најмалку две понуди за да немаме сомнеш околу таа работа. Јас ке бев најсреќен да имавме повеќе понудувачи како што во сите јавни набавки, да речем во градот Скопје сме имале досега и да ја паднете цената а да ја добиете бараната услуга. Во конкретниот случај една од фирмите е единствен понудувач во постапка за јавна набавка на побег кој што е отворен, на оглас, на кој што може да се пријави било кој правен субјект кој што обавува таква дејност. Многу коинциденции за дека случајните работи случајно се случуваат. Не ви велам дека не е така. Го затвараме тука делот и одиме бидејќи и на почетокот најавив дека ова е пред се интервју на граѓаните, она што е најактуелно гасификацијата преку сртот на Водно. Првите прашања доаѓаат од Татјана Стојановска, граѓанска иницијатива Го сакам Водно. Да ги слушаме. Град Скопје веќе се согласи дека гасоводната траса може да мине низ парк шумата Водно и тоа низ најубавите делови на истата. При тоа издаде и одобрение за сеча. Одобрението за сеча имаше свој рок и известниот рок истече. Значи прашањето наше е дали Град Скопје повторно ќе издаде одобрение за сеча или ќе земе во обзир дека е почната процедура, односно беше наложено од владата да се започне со процедура на носење на закон за Водно. Дали прво ќе се донесе закон за Водно или веќе се започнува повторно издавање на дозвола за сеча, одобрение за сеча и секако во однос на тоа носење на законот за Водно. Како ќе се донесе тој закон? Дали врз основа на постоечката ситуација или врз основа на предвидена некоја ситуација, земајќи во обзир дека таму постојат градби. Посебно ако се земе и во обзир дека проектантите на гасоводната траса низ Водно се истите кои што го проектира и патот кон Сончевиот град. Три прашања поврзани се, меѓутоа првото е издадено одобрение за сеча кој веќе истече, дали градот ќе издаде ново? Во моментот кога дојдов за градоначалник, тоа на господјата Тања е добро познато. И мислам дека и на јавноста е добро познато. Во моментот кога дојдов за градоначалник, во крајот на октомври минатата година, скоро една година, затекнавме состојба дека е издадено и е правосилно решение за изградба на регионалниот гасовод кој што треба да се движи кон Тетово, Гостивар, Кичево, Струга и Охрид. Во перспектива издадено во декември месец 2016 година. И тоа во правна смисла е завршена, затворена ситуација. Бидејќи јас како човек и како градоначалник не можев да речам да се согласам со таква една затекната состојба, тие процеси ги отворивме. И отворивме многу транспарентно.
ги отворивме на начин што и невладината, ако сакам водно представувана од господјата Стојановска, беше дел од дебатата која што ја водевме. Сите тие беа незадоволни, рекоа дека Значи, две кои што беа во јавноста, меѓутоа и уште неколку претходно работни состаноци на кои што дебатиравме и дискутиравме. Од состојбата која што ја затекнавме, што е она што градот и како контрибут, како придонес и на градоначалникот, меѓутоа и како контрибут или придонес и на невладиниот сектор, што е тоа што се смени во меѓувреме. Работната траса ја намаливме од 25 на 10 метри, онаму каде што ќе поминува гасоводот. Ја изменивме трасата во делови со цел да ја намалиме сечата на шумата. Сечата на шумата, патем кажано, во моментов изнесува 0,07% од вкупната шумска површина на водно или во апсолутна бројка 1400 кубни метри дрво треба да се пресечат, што е помалку од дневната потрошувачка на градот Скопје во текот на зимскиот период во однос на грејната сезона, односно Скопје троши за помалку од еден ден онолку дрва колку што за потребите на поминување на регионалниот гасовод низ водно ќе биде исечена шума. Значи, ја намаливме трасата, ја променивме трасата, градот доби средства во износ од 42,9 милиони денари и тие се на посебна жиросметка веќе легнати на сметката на градот за изработка, односно финансирање на рехабилитација на просторот каде што ќе поминува трасата, од каде што поминува гасоводот на водно. Добивме. Што значи тоа рехабилитација, бидејќи значи дека знаете колку време треба да се обнови сечена шума? Да, дефинитивно. Тој простор, бидејќи има гасовод, над него, теоријата дека над него може нешто да се... Не може да се сади висока шума. Боби би сакал да бидеме доследни. Овој гасовод треба да отиде во Тетово, во Гостивар и во Полок и перспективно надолу кон Охрид и Кичево, Охрид и Струга. Скопје не е изолиран остров атмосферски. А Тетово е втор, понекогаш и прв загаден град во нашата држава. Ворете, има и друга теорија дека тоа е кракот кој што треба да води и кон Косово и дека тука државата ќе заработува пари и сите тие планови се во ред. Меѓутоа забелешките се зошто не се симна од водно, бидејќи сепак станува збор за државни претпријатија кои што станува збор за утврдена траса за која што е издадена правосилна градежна дозвола во декември 2016 година. Издадена градежна дозвола. Анализирани се во фазата и постапката на издавање на градежната дозвола 5 можни траси. Избрана е оваа и е издадена дозволата за нејзе. По основ на таа градежна дозвола Република Македонија има во Deutsche Bank задолжена како кредит. По основ на тој кредит од околу 80 милиони евра за гасификација на Македонија, ако немате финансиска реализација имате пенали. Ако го стопираме овој процес, постапката за гасификација на северо-западниот дел на Македонија и западниот дел на Македонија, јужно-западниот, да го речам, Охрид и Струга, ќе се одложи за најмалку 5 години, бидејќи допрва треба да изработите проект, допрва треба да за тој проект издадете градежна дозвола, допрва ќе треба да ги водите постапките за експропријација и целиот процес на гасификација на Република Македонија, кој што и така предолго трае, ќе го одложите за најмалку 5 години. При тоа, за да бидејќи не довршив, програмата за ревитализација подразбира дека теренот каде што се ќе спречите ерозијата и ќе можете да подигнете ниско стеблесто зеленило. Значи не високо стеблесто, не дозволуваат прописите заради цевките кои што се долу корењата да не навлезат. Градот Скопје доби 1 милион евра за пошумување на Скопска Црна Гора, која што е оголена сериозно, заради која што меѓу другото е една од причините за катастрофата што имавме во Стајковци. Градот Скопје доби 1 милион евра за хоризонталното зеленило, кое булеварско, кое што го имаме во нашето секојдневие. Добивме средства за зелени коридори на реката Серава и на реката Лепенец, кои што се дел од екосистемот на градот Скопје и конечно
треба да ги изработиме законските решенија за планината водно, меѓутоа и за матка, која што некако, да речам, можеби малку на страна. Тие концесии, во тие разговори, преговори, заради позицијата моја како градоначалник, заради позицијата на невладиниот сектор, заради позицијата на јавноста, се концесиите кои што овој град ги има добиено во разговорите, преговорите, договорите со владата. Вулгарно би звучало ако заклучам дека значи водно отидено, добро го наплатив. Со дрвја и зеленило кое што ќе го обновиме. Можам да се согласам во делот дека добро сме го наплатиле. Водно е отидено одамна. На водно некој пред оваа градска администрација. Вие имате старата слика на водно овде позај нас. Овде го немате градот кој што никна на водно во меѓувреме. Овде го немате патот кој што е на водно. Овде малку се надзира на комуникацијска кула. Што доби? Ама добро, вие дојдовте на власта со тезата да не се повтори, а не сега да го наплатувате, да ја наплатувате сеќата на она што се вели бели дробови на градот. Не би сакал, значи, прво, до сега градот не добил никаква концесија за оштетувањето на водно. Никаква. Вклучително нити програма за ревитализација, која што токму невладиниот сектор е повикан, поканет и заеднички ќе изработиме таа програма за ревитализација. Меѓутоа таа ќе се сложите веројатно се изработува откако ќе бидат извршени или завршени работите. Број 1. Број 2. За ништо досега што се случувало. Таков тип на програма за водно не било изработена. Број 3. Никогаш да не забораваме дека затекнавме правно завршено прашање. Правно завршено прашање на издадена градежна дозвола, на веќе утврдена траса, на веќе земен кредит, превземени обврски за финанска реализација на тој кредит. И вие кога сте од едната, да речем, од агол, од аспект на граѓанин, може би работите и личат симплифицирани или поедноставени, меѓутоа и јас како градоначалник морам да водам сметка и за обврските кои што овој град, оваа држава ги има превземено. Во таа една работа го извадивме оптималното можно решение. Дали е идеално? Не е. Дали оптимално? Е. На крајот на денот, во добар дел трасата проаѓа по сртот на водно, кој што е камењаст дел во делот кон Сопиште и е непошумен, и тоа сите кои што се движиме на водно го знаеме, а делот каде што пенетрираме кон шумата се веќе патишта кои што постојат, кои што веројатно ќе се подрашират и се спушта потоа на кај Матка и е од јужната страна на градот и нема директен импакт во Скопската котлина. Што ќе значи процедурата за закон за водно и дали таа ќе влие на новата дозвола за сеча, и последното прашање беше на што ќе се однесува всушност законот за водно, на постоечката состојба или некоја предвидена? На постоечката состојба да ја конзервираме, за да не ни се случуваат еколошки упади на водно во иднина. Дали оваа процедура ќе влие на обновување на дозволата, да не останеме должни бидејќи не, значи таа градежна дозвола, мислам дека прашањето го е експлоатирано и во дебатите. Таа градежна дозвола е издадена, не можете да ја смените. Можете да ја подобрите трасата и тоа е нешто што го направивме и токму заради тоа напоменав. 0,07% од шумската маса на водно е опфатено со трасата, со она што го коригиравме како димензија, или 1400 кубни метри дрва. 1400 кубни метри дрва град Скопје троши за помалку од еден ден во текот на зимската сезона. Почнуваме со прашањата кои што ги добивме преку социјалните мрежи. Неколку, првата група се поврзани околу јавната хигиена или нехигиена. Стефан Станковиќ, зошто Скопје е толку валкано како што не било никогаш? Лукреција, зошто центарот, особено плоштадот и улица Македонија се толку валкани, несредени, со кучиња и мачки, валкани и скршени плочки? Дали план има и уште неколку други? Ајде да почнеме со ова. Значи првиот впечаток е дека градот е валкан како никогаш досега. Зошто?
Добро, може и да е субјективен впечаток на еден човек од 600.000 кој што ги има. Јас не велам дека е Скопје чист град, напротив. Меѓутоа, она што граѓаните не го знаат и не треба да го знаат, нити па мене ми е оправдување, нити имам намера да се оправдувам од таа смисла, треба да направиме поделба помеѓу тоа што се градски и општински улици. Градските улици се во добра хигиенска кондиција. Тоа се улиците кои што ги држа градот Скопје, тоа се главните улици во нашиот град. Меѓутоа, вас као граѓанин кој ќе излезете од дома, во принцип не треба и не е во ред да ве интересира чија е улицата. Да, тој абсурд скопски е познат и го имаме од секогаш, дека Партизанска е ваша, Рузвелтова е на градоначалникот на... Например, или Орце Николов е на општина Центар и на општина Карпуш. Да, но тие абсурди не се оправдување, особено кога ја имате и централната власт, па можете и да ги смените и концептите. Не велам дека е не, значи во таа дадена ситуација, во таа дадена состојба на општините им е дадено одржување на определен број на улици или давање на определен број на услуги кон граѓаните, без при тоа истите да им биде дадено средства за јавни комунални предпријатија, истите немаат таква инфраструктура. Она што ние го работиме во дадениот момент, бидејќи хигиената подразбира две ставки, тоа е комуналниот отпад и чистотата на улиците, и граѓаните треба да знаат на 10 овој месец, значи среда, наредната недела, е седницата на Советот на градот Скопје. На минатата седница извршивме ребаланс на средствата и градот ја носиме одлуката за измена на програмата и започнуваме постапка за набавка на нови контейнери, постапка за набавка на нови возила и во тек е постапка за набавка на 10 возила за чистење на тротоарите и на улиците. И влегуваме во еден целосно поинаков систем на третирање на комуналниот отпад. Контейнерите кои што градот ги набавува не се овие кои што ги гледаме по улиците, бидејќи истите контейнери се повик кон граѓаните, прљајте го градот. Јас сум за тоа многу свесен. Истите се во многу помал број, значи набавуваме контейнери кои што се градски намештаи, ќе ги по техничката спецификација, кои што ги се наоѓаат по европските метрополи. Тоа е техничката спецификација на постапката што градот ја потегнува. Контейнери кои што во себе содржат слотови за чипови, бидејќи во меѓувреме паралелно ќе се одвои постапката за Smart City Скопје и да речам некаде кон половината на следната година градот ќе има нови контейнери во дел, не целосно, не можеме да извршиме целосна замена, нови возила за подигање на комуналниот смет, кои што ќе бидат поврзани со концептот на Smart City и кои што заради таквата дигитализација ќе јавуваат потребата за празнење на контейнерите. Го напуштаме системот на подземни контейнери, кои што се покажаа фантастично непрактични и неупотребливи. Многу често се случува истите да се празнеа граѓаните ѓубрето да го ставаат до подземните контейнери и влегуваме во концепт на така наречени полуподземни контейнери. Меѓутоа, тоа е работа која што, да речем, во изминатиот период, секој еден систем, секој еден концепт, верувам тука ќе се сложиме, имате невидлив и потоа видлив дел. Полека градот од зоната на планирање влегува во зоната на имплементација и многу од работите за кои што сум зборувал во текот на кампањата ќе станат видливи. Убаво е да се говори за Smart City и за сите тие работи, меѓутоа ние натаму се соочуваме со контейнери, со отворени капаци, со ѓубре расфрлано наоколу. Мислам, не знам дали сте колку време имате да прошетате, да ги видите тие сите факти. Да не зборуваме за рециклирање, за дузина работи кои што ги има во европските метрополи, кои практично не обврзуваат. Веројатно не очекувате дека за овие 11 месеци или една година, имајќи ги во предвид законските постапки со кои што го почнавме вечерашно во интервју, Законот за јавни набавки, дека јас сум можел да го обмислам, прво да изанализираш постојната состојба, да го обмислиш новиот концепт, да го реализираш, да го имплементираш и се да функционира идеално за само 11 месеци. Веројатно не мислите дека треба да е така. Ако мислите дека е така, тогаш имаме... Но дел од концептите требало да ги имате готови, кои нафаќајќи се на оваа функција. Апсолутно така. И еве вие сега состојбата визави законските прописи со кои што го почнавме вечерашното интервју. Јас дојдов за градоначалник на 25 октомври 2017 година со затекната состојба на буџет на град Скопје.
Имате дилема дали да направите ребаланс за последните 2 месеци или да го оставите буџетот да се имплементира и да го планирате буџетот за 2018. Ако сте го имале готов концептот, првиот датум на кој што теоретски сте можеле согласно Законот за јавни набавки да влезете во негова имплементација е 2 јануари како прв работен ден од оваа година, така? На 2 јануари ја покренувате постапката, во таа постапка вие, бидејќи немало ништо завршено во смисол папиролошки, треба да изработите проектна документација. 70 дена трае таа постапка. Од кој ќе изработите проектната документација, веќе сте средина март, така? Од кој ќе изработите таа проектна документација, треба некој да изврши ревизија на тој проект. 20 на дена, април сте. Од која ќе го започнете април, ја поведувате постапката за да направите избор на најповолен понудувач, што исто така трае 70 дена. Да, но во меѓувреме постојниот систем треба некако да функционира. Сите прашања укажуваат на тоа дека постојниот систем не функционира и дека граѓаните го чувствуваат градот повалкан од било кога и да е. Постојните прашања од двојца или тројца луѓе во ред, бидејќи има прилика да ги видам, јас ја делам нивната загриженост, затоа што и јас лично не сум задоволен од хигиената во градот, меѓутоа постојниот систем функционира на начин што да речам за некаде 17% е зголемено подигањето на комунален отпад во град Скопје во однос на изминатиот период или изминатата година компарирано истиот период. Верували или не, ние сме подигнале повеќе од 17% од отпадот кој што го собирала комунална хигиена во истиот период од ланската година. Во делот на чистењето имаме повеќе од 250 диви депонии до сега расчистено. На крајот на денот загриженоста, ако ја делиме сите, а не сме лицемери, веројатно треба да се грижиме за хигиената во градот секој од нас поединечно. Јас имав ситуација која излегов од кола. Не сум среќен. Тука и совеста на граѓаните, сега морам на крајот на краиштата и санкции. Морам да ја раскажам оваа анекдота бидејќи можеби атипична. Движејќи се кон работа, стојам на црвено. Обично околу семафорите се автобуските станици. А во Скопје нема доволно корпи, има 1913 корпи за џебен отпад, овие се малите корпи што ги има по улиците и баш заради такви дел од набавката сега што ја спомнав во среда што почнеме се околу 1000 нови корпи за џебен отпад, значи ќе го за 50% изголемиме тој капацитет. Такви нема доволно, меѓутоа секогаш ги има на автобуските станици. Секогаш. Некогаш се преполни, некогаш не се, во зависност екипите кога стасуваат да поминат и стои дечко човек, како сакате ќе го кажам, што јаде сендвич на автобуска и чека автобус. Јас стојам на црвено. И како го дојадува сендвичот, ја фрла хартијата пред него. Се извинувам, 3 метра е корпата згото. И ја излегов од кола. Зашто стварно не градоначалнички, човечки реагирав. Ако имате 3 метра од себе корпа за отпад, а хартијата од сендвичот што сте јаделе ја фрлате пред своите нозе, веројатно не мислите дека постои градоначалник, комунална фирма, град во светот кој што може да има луѓе кои што трчаат позади секој од нас и го собираат тој тип на отпад. Во ред, мора да се признае дека постои и тој дел одговорност кај совеста на граѓаните, но постои нешто што може и да се наметне како навик, а за тоа е потребна комунална инспекција, други видови на служби кои што во моментов ги не. Зошто? Кога дојдов за градоначалник во градот Скопје во секторот за инспекцијски надзор немаше раководител. Од не знам кои причини. И има вкупно 17 вработени. Во целиот сектор за инспекцијски надзор, кај што се инспектори за животна средина и комунални редари. Ние одбравме нов човек, мислам дека јавноста е запозната, Миро. И таму ја правиме сериозната реорганизација. Веќе беше најавена и завршен е законскиот текст, меѓутоа во зависност од како ни се одвива условно кажано кризата што имаме во моментов, јас како градоначалник и како потпредседател на Водајачката партија, како сакате кажете, ќе побарам во Скопје да се воведе комунална полиција. Комуналната полиција ќе си има определени ингеренции кои што меѓу другото ќе се однесуваат на изрекување на мандатни казни кон несовесните наши граѓани. Да. Во меѓувреме зголемен е и тој редарски надзор или со постојните луѓе кои што ги имаме.
и да речам дека веќе во просек се качува бројот на изречени казни. Јас се надевам дека тоа ќе влијае кај граѓаните и да не е барем малку посовесно кон градот. Што се случува? Неколку прашања поврзани со плоштадот Македонија. Што се случува? Не ви се допаѓа, па затоа е батален, па не работат фонтаните, па не се чисти или? Фонтаните сега баш вечерва поминав од таму, двете работат во моментов. Градот Скопје издвојуваше некаде сума од околу 30 милиони денари годишно за одржување на фонтаните од проектот Скопје 2014. Кога дојде за градоначалник го прекинавме тоа и тоа одржување го дававме на јавното предпријатие Водовод, кој што си ги спроведе постапките и сега во смисла на фонтаните тие функционираат и се одржуваат. Број 1, број 2, вториот дел се однесе веројатно на куќињата скитници. Да. Што е сериозно покомплексно едно прашање. Системот што овој град го има воведено уште од времето на кога градоначалник беше господин Трифун Костовски е залови, третирај, врати го на местото од каде што го има земено. Некогаш има впечаток дека нашите граѓани мислат дека Вардариšte е фарма каде што би требало да се чуваат куќињата скитници. Системот што го имаме ние куќето ако не е маркирано, го заловуваме, го носиме во стационарот Вардариšte, го третираме, го вакцинираме, го чистиме од и потоа сме должни да го вратиме од таму каде што го имаме заловено. Решението веќе се работи. Во соработка со Агенцијата за храна и ветерина како надлежен орган. До овој момент, значи започната е акција на бесплатно чипирање на домашните миленици, кои што се, условно кажано, еден од најголемите извори на механички прилив на животни скитници на улиците. Човек ќе земе куќе, ќе опочува извесен период и потоа му досадува бидејќи е сериозна обврска да имате домашен миленик и го фрла на улица. Тоа нити е стерилизм. Како го утврдивте тоа? Значи не го утврдувам ја, тоа ви е правило, Библија, како да речем во таа проблематика и согласно закон за хуман третман на животните, стар повеќе од 5 години, градот Скопје во соработка со Агенцијата за храна и ветерина досега требало да има изготвено така наречен регистар на домашни миленици. За жал, таквото нешто ние досега го немаме. Потегнавме постапка која што би требало да заврши до март наредната година во соработка со Агенцијата за храна и ветерина за давање на бесплатни чипови на собствениците на домашни миленици. Над 12.000 луѓе досега тоа го имаат исконтролирано. Чипирањето подразбира меѓу другото да конечно го добиеме тој регистар што представува основ да знаете колку домашни миленици има во градот и согласно законската обврска која што ја имаат собствениците најмалку 2 пати годишно да одат на ветеринара, женските куќките всушност тогаш можете да утврдите. Јас сум собственик на куќа и не ми требаше субвенција од градот за да го чипирам моето домашно милениче. Ворете цела таа стратегија. Што во меѓувреме со куќињата скитници? Програмата што има градот е залови, третира и врати го таму каде што има земјана. Зошто не ја смените? Досега нема до градот доставена иницијатива за промена на таквиот тип на програмата. Веројатно мислите на успивање на куќињата. Не знам, најдете начин, договорете се, вие имате проблем, излегувате на площад и околу вас имате глутница куќиња и тоа е секојдневна гледка. Има два начина. Или треба овој концепт кој што ги имаме. Меѓутоа да не бидам сега ја лошо разбран дека апелирам нешто. Минатиот пат кога јас ве прашувам кој е концептот, бидејќи ова стратегија да направиме регистар, тоа е долгорочно речение. Вие имате актуелен проблем кој што треба да го решите. Минатиот пат кога нешто споменав, после беше дека сум повикал индиректно, не повикувам, меѓутоа таа е реалноста која што имаме. Или ќе го продолжиме овој концепт со сериозна доследна промена и тоа нема да ни даде резултат следните 6-7 години, или треба да ја смениме програмата, да ги подобриме капацитетите и условите во кои што ќе бидат сместени животните скитници и после извесен период веројатно истите да бидат успиени. Тие се двата метода што постојат во светот. Јас сега не заговарам нити едниот нити другиот. Ја оставам таа дилема да речам отворена и ќе ја отвориме и со граѓанските и невладините. Ние го отворивме стационарот Вардариšte.
и е во моментот оваа недела трае акцијата посвој Да, но тоа се долгорочни решенија, се бараат сепак решенија. Ако вие сугерирате, треба да ми кажете отворено, Боби. Значи, јас секогаш сум отворен. Ако вие сугерирате дека градот треба да ги успие животните кои што шетаат по плоштадот, тоа треба да го кажете. Не можеме да се зацкриваме сите зад градоначалникот. Господин Члегов, никогаш не сакам да употребувам лични примери. Меѓутоа сум бил каснат од куќа скитник. И сега законите се дотамо апсурдни што вие, кога сте каснат од такво куќе, одите на инфективна клиника, тие ви бараат сами да го заловите куќето, да го однесете на ветеринар, за ветеринарот да ви докаже дали тој има беснило или не и за понатаму да продолжи личниот третман кон вас како засекнат. Мислам, многу закони се апсурдни. Меѓутоа, вие сте избрани и дојдени за да ги решавате ситуациите. Нормално е дека ќе наидете на конфликти и со невладини организации за заштита на животни и со други засегнати страни, меѓутоа има акутни проблеми кои што бараат итни решенија. Проблемот со клучењата скитници акутно по основ на постојниот принцип не може да биде решен. Благодарам. Тоа веројатно на сите ни е јасно. Ако вие ми сугерирате, тогаш кажете отворено што мислите дека градот треба да направи. Имаме законски пропис. Имаме правилник, усвоен од градот. По него, овој град може животното скитник да го залови, да го истретира, да го исчисти, да го направи безбедно, за не да е Боже каснување, да е вакцинирано од бестило, да е исчистено од крлежи, од разноразни... И да го врати таму каде што е. Ако го заловите на плоштад, мора да го вратите на плоштад. Тоа е во моментот законот. Што е, пред да одиме на пауза за реклами, да го заокружиме овој дел, дали мислите дека недовршените згради на Скопје 2014 изгледаат подобро и што со тој проблем? Многу поевтино и изгледаат подобро затоа што знам дека дел од тие средства кои што ги затекнавме за реализација, патем кажано, мислам, ги опсев тие бројки со јавноста, стоковна куќа или Сити галери, како сакате кажаме, е проект тежок 2.300.000 евра. Фасада. При што само предниот дел е направен, задниот го нема. Позади е старата состојба на зградата. Јас го стопирав тој проект и со тие средства изреновиравме 11 средни училишта во текот на летниот распуст. Да, подобро изгледа затоа што сум свесен дека 11 училишта има добиено или може да бидат третирани како енергетски ефикасни објекти. Александар Истевски, кога ќе почне градбата на тунелот под Кале? Има ли финансиска конструкција за истиот и време на изградба? Постапката за изработка на проект, бидејќи тоа нешто постои од 1965 година, овој град не нашол за сходно нити градежен проект да изработи. И во тек е постапка за изработка на градежен проект за тунелите под Кале. Јас очекувам дека истата заедно со проектот ќе биде завршена некаде во рок од 10 месеци и 10 месеци од сега градот ќе биде во состојба да распише постапка за јавна набавка. Не е убаво јас како градоначалник да зборувам, а знам отприлика колку изнесува финансиската конструкција и колку тоа би чинело, меѓутоа секој збор во таа смисла може да биде лошо толкуван. Градот може да изнајде начин, методи како тој коридор кој што го спојува Скопскиот север со Скопскиот југ да биде изграден во разумно време. Јордан Шишовски, зошто во услови на континуирана градежна експанзија, градот веќе не ги мие улиците? Со тоа прашањето значително придонесува кон загадување на градот и уште едно прашање во тој контекст од Стефан Дувнај, дали конечно ќе дочекаме капка вода да се истори под железничката во Скопје на автобуските простојки каде што поминуваат пешаци и велосипедисти? Во рамките на програмата која што има градот Скопје, во рамките на длъжностите за кои што се согласивме дека се нефункционални и тука работиме на промена, редовно се врши миење на главните градски улици, вклучително и просторот по железничка станица, кој што се однесува на
на сообраќајниците. Делот во самата автобуска и самата околина, концесионерот кој што има е должен тоа да го направи. Ако не го направи, инспекцијските служби веќе сериозно реагираат. Треба да знаат граѓаните дека согласно некои насоки и наредби кои што ги им даде на градскиот инспекторат, веќе започнуваме со имплементација баш на некои посериозни реформи во таа област, особено во делот кој што се однесува на поголемите правни субјекти, а кој што да речам, не може сега, ќе ги споменам да не бидам лошо разбран, Вероли, Тинекс, Кам, Маркет или Рамстор, да фрлаат контейнери, да фрлаат ѓубре во контейнерите за комунален отпад наменети за граѓаните. Веќе донесовме правен пропис и е додален на тие правни субјекти во рамките на нивните објекти да имаат посебни простори за депонирање на отпад и исклучен договор со комунална хигиена за да истите не ги полнат контейнерите, а тоа ни се случува. Од дуќанот ќе за да ја фрли амбалажата, ја фрла во контейнерот кој што е за граѓаните, не за дуќанот, и тој као препон потоа е и лоша слика. Таквото нешто во иднина многу брзо ќе го снема. Александар Ивановски, Ново Мало, центарот на Скопје, дали таму ќе никнат најавените 60 катници или за овој проект има разногласија? Градоначалникот Богдановиќ демантираше, директорот на Друштвото за стопанисување со стамбени деловен простор, Кристијан Трајковски, потврди. Градот Скопје во делот на надлежностите што ги има за урбанистичкото планирање, а тоа е одобрување на постојните детални урбанистички планови кои што се во постапка, вклучително и оние за општина Центар, правиме нивна анализа дали се во согласно со генералниот урбанистички план, односно дали за определен дел од градот се исполнети цифрите кои што ги предвидел генералниот урбанистички план. По она што јас можам да го знам или можам да го видам од таа анализа на предложените дупови од центар кон градот Скопје, на тоа место нема да никнат 60 катници. Каде може да се најде, Марија Саздевски, каде може да се најде анализата на придобивките од субвенционирањето на електрични тротинети, врз основа на која ја донесовте таа мерка? Градот Скопје субвенционираше велосипеди, обични, оваа пролет. Во ставката за субвенција на велосипеди имавме и субвенција на велосипеди за лица со посебни потреби. За жал само 2 лица го искористија тој бенефит и тие средства останаа неискористени во рамки на буџетот и станува збор за тие средства кои што сега ги пренаменивме за електрични тротинети како еден од модерните средства за алтернативен транспорт или алтернативно движење на граѓаните. Прашањето е директно, дали имате анализа дека токму од електричните, субвенционирајќи ги електричните тротинети, ќе има некакви придобивки или едноставно така? Истата анализа као зашто субвенционирате велосипед или зашто субвенционирате печки на пелети или зашто субвенционирате оджаци. Тие се изворите, значи вие ги таргетирате изворите на загадување. Изворите на загадување се сообраќајот меѓу другото и загревањето на домовите. Ги нудите алтернативите онаму каде што можете за да замените, еве на пример, еден стар Голф двојка дизел со електричен тротинет. Но тука веќе имате прашање, Боријан Ѓузелов, зошто се продолжува да се вложува во сообраќајни решенија за автомобили кои охрабруваат користење на автомобил, наместо да се инвестира во јавен транспорт и алтернативни решенија и да се обесхрабри користењето на автомобили? Кога лани напоменав дека ќе имаме паралелно зголемување на цената на паркирањето во центарот на Скопје со намалување на цената на јавниот сообраќајен превоз, љубителите на автомобили кажа, ете сега, јас сум бил против автомобилите, тоа е дестимулирање. Цените во оние капацитети со кои што управува градски паркинг во текот на таквите периоди кои што ни предстојат очигледно, ќе ги зголемуваме, а ќе намалуваме цената на јавниот превоз. Алтернативните визави претходното прашање се и електричните тротинети со цел да на граѓаните им направиме повеќе можности за движење низ центарот на градот, а да не го употребуваат својот автомобил. Меѓу другото, завршуваме со ќе бидат и се пуштаат веќе во употреба една по една
8 нови велосипедски патеки во Скопје. На секој 2 недели разговараме со активистите. Какви оние како досега, каде што завршуваат никаде или? На кој мислите? Па како кај Кузман, например, кој што завршува никаде со ограден дел од коловоз. Во делот од куриозитетите, например, таа кај Кузман, што ја викате, или улицата... Ги има на многу места. Улицата, таа верували или не? Кај куриозитетите пак се вратам велосипедските патеки. Таа што поминува пред клуб на пратеници и штудира на кружниот тек и католичка. Таа е на центар, не е на град Скопје. Као улица. Ама седнете, договорете се. Што е абсурд. Се сложувам дека е абсурд и затоа да речам во тој сегмент ги изборуваме тие работи. Сега вие велите ние правиме стратегија ова, и потоа ние се соочуваме на улица, тргнуваме со точак и завршуваме во никаде. Малку би замолил, значи вака, тоа е затекната состојба. Големо е Скопје, не може да ги решите. Секој од нас, јас сум свесен дека имаме многу микросветови. Вас ви интересира соседството во кое што вие живеете. Тоа што во моментов се одвива реконструкција на Партизанска, што е една од кичмите на Скопје во делот на Влаја, јас сум свесен дека нашите сограѓани во Новолисиче не ги интересира. Меѓутоа, знаете, доаѓате или сте Ацо Шопов сте завршиле реконструкцијата, него тангира тој што живее во Карпош 1. Или Огњан Прица, поранешна Антон Попов сега се вика, мислам. Добро име прашање за тоа колку пати веќе ќе се реконструира Партизанска. Зошто еден градоначалник става коцки, вие ги вадите коцките па асфалтирате? Јас колку што се сеќавам, делот на Партизанска од бензинската Мак Петрол па до окружниот тека Ѓорче Петров сега не е никогаш реконструиран во задните 20 години. Колку што јас се сеќавам. И тоа е тоа што сега го работам како градоначалник. Не мислам дека е некогаш реконструирана. Впрочем, состојбата на таа една од главните улици... Побарите во архивите можете да дојдете до сознание дека исто како улицата пред Народна банка неколку пати се реконструираше, не одиме на реклами, па и се останати прашања. Добре дојдовте назад во топ тема. Во ваше интервју вечерва градоначалникот на Скопје Петре Шилегов. Прашања има многу, но ќе се во времето што не преостанува ќе го одстапиме за проблемот на кој што допрва ќе почнеме да реагираме, а тоа е квалитетот на воздухот. Следните 3 прашања доаѓаат од Невена Георгиевска од коалиција за почист воздух. Првото прашање се однесува на барањата што тој ги потпиша како кандидат за градоначалник на град Скопје. Би сакала да прашам до каде е нивното исполнување, тоа се 39 барања, тука се. Посебно ме интересира почетокот и санација на Вардариште и жешката точка кај депониите во Охрид. Значи, бидејќи знаеме колку време е потребно за нивна санација, дека тоа би идело долгорочно, би прашала до каде е почетокот на санација на тие две жешки точки. Второто прашање е кога ќе имаме ефикасна инспекција во град Скопје, тоест кога ќе ги видиме резултатите од нивното делување на терен. Бидејќи граѓаните секојдневно пријавуваат горење, сметилишта, загадување, меѓутоа не гледаме никакви резултати. Има некоја подобрување во комуникацијата со инспекторатот, меѓутоа на терен не гледаме дека има резултат од тоа. И третото прашање ми е до кога град Скопје наместо да ги санира и да почне со решавање на проблемите за загадување, отвара нови горливи проблеми со градење во центарот на градот, значи градежната експанзија, тоа што го баравме да се стопира, не се стопира, меѓутоа се отвараат нови градилишта. Нема никаква контрола над нив, се создаваат огромни прашливи површини. Се сече во парк шума водно. Едно од тие барања беше и да се заштити парк шумата водно, повторно. И исто така околу сообраќајот во центарот на градот. Наместо да се редуцира, ние имаме планови за ширење на улици и правење поддостапно да биде доваѓање на возилата во центарот на градот. Ете, господин Шилегов, неколку прашања, но бидејќи со оглед на времето ќе ве молам за кратки одговори, имаме и уште неколку од добиени на Facebook и Twitter. Да ги поставиме. Вардариште и Охрид се прашања кои што во рамките на надлежностите кои што ние ги имаме како град имаат многу малку допирни точки и се во рамки на Министерството за животна средина. Охрид особено е сериозен проблем.
Бардариште е проблем со подземните гасови, таму нема направено никаква анализа. Тоа е нешто што ние го имаме отпочнато како град Скопје да соработуваме со Министерството за животна средина со цел, значи санацијата на околу 60 милиони евра. Не знам дали граѓаните тоа го знаат или не. Тоа е констатирана состојба, меѓутоа таму ќе треба допрво да се влезе во имплементација и тоа ќе треба да влезе во имплементација преку Министерството за животна средина. Инспекцијата за животна средина на град Скопје во сериозна и реорганизација и во сериозна, како што рече и самата господја, зголемена и комуникација, меѓутоа и ефикасност на терен. Ние имавме само во текот на периодот кој што не е се уште акутен, во текот на периодот на месец август 56 контроли на објекти, инсталации кои што се наша надлежност. Знаат и сами граѓаните или би требало да знаат дека го отворивме бројот 193 кој што е и број на пожарната, меѓутоа кој што се однесува на отварање на огнови, палење на огнови на отворање и нивна санација. Во рамки на постојните капацитети реагираме на таа состојба. Веќе во соработка со Министерството за труд и социјална политика правиме селење или дислоцирање, како сакате кажете го, на дивата населба под Кале, каде што има околу 250 луѓе бездомници кои што се сместени, кои што многу често се јавуваат како палачи на огнови на отворено, и таа е перманентна и секојдневна борба. Градот наш е недоразвиен во инфраструктурна смисла на зборот и можеби на некој му личи дека тоа е стимулирање на автомобилски превоз, меѓутоа не е. Доработката, вклучително и проектот за тунелите под Кале, всушност подразбира затварање на секундарниот прстен сообраќај на градот Скопје. Од кога ќе го затворите, тогаш ќе ги понудите, да речем, алтернативно движење на автомобилите, тогаш ќе може во овој град да се воспостави забрана за движење на автомобилите. Имаме уште само 7 минути. Во примарниот прстен, односно во самиот центар на градот. За прашањето за водно мислам дека елабориравме. Кои се мерките кои што ќе ги преземате за да не се повторат енормните количини на загаденост годинава, значи сега? Освен тротинетите, обуката за оджачари и простете ако нешто пропушти. Па добро, сега не би сакал така малку да го... Не е толку симплифицирано тоа прашање, за да биде симплифициран и одговорот, без оглед на 12.000 дрва ќе бидат засадени оваа година, календарска, во град Скопје, например. Започнуваме со класификацијата секундарна оваа година, што е процес. И тука веројатно не може да зборуваме за блиц резултати. Ние имаме веќе една дел мрежа во градот која што во ниту еден од новите објекти не е искористен. Веројатно сме сите свесни дека таа борба не е преку ноќ, нити е за еден, нити можете да таргетирате и да напаѓате само една точка. Она што се работи сега во дел од јавноста, за жал не секогаш добрите вести во Македонија се вести, преферираме лоши вести да се вести. Во моментот градот работи на изработка на нов парк позади Даут Пашинаун, кој што по површина е поголем од паркот Жена Борец. Го враќаме зеленилото во малиот ринг кој што беше сериозно оштетено, и до нова година заедно со UNDP градот ги обезбедува средствата, идеме по постапките на UNDP за да ги забрзаме. Првиот зелен кров за јавна употреба во градот Скопје на ГТЦ ќе биде отворен. Сега, зголемувањето на бројот... Прашањето на DEF профайл, до каде е проектот за кровот на ГТЦ, значи до кога треба да биде готов? Па, очекувам до нова година дека ќе можеме да го пуштиме во употреба. Кога ќе започне продолжувањето на Илинденска преку Вардар? Илинденска преку Вардар е проект кој што изискува да се изгради мост висечки во должина од 350 до 400 метри, имајќи предвид дека истиот треба да помине над заштитени извори за бунарите на лепенец за вода од прва категорија. Тоа е сериозен и тежок проект. Алтернативата на тој проект очекувам, или на тој мост, тоа е мостот помеѓу Карпош 3 и Карпош 4 на улица Московска. Ќе треба да започне да се гради некаде во февруар. Значи од Сити Мол продолжувате преку Вардар, излегувате на улица Скупи
и се спојувате со идниот булевар Словенија кој што завршува во Волково. Тоа е нешто што ќе започне да градиме февруари наредната година. Дали има некаков план за зеленување на центар, рекорд како пешачка зона и рестаретување од споменици, прашува Ирина Тошева? Веќе реков во дел, овие тунели под Кале се затварање на секундарниот прстен, тогаш во примарниот прстен ќе можете да го ограничите движењето на автомобилите, бидејќи ќе нема потреба ни самиот центар да поминувате. Сега граѓаните да сакаат нема каде да одат. За зеленувањето на Малиот Рин кажав овие два парка кои што веќе ги работи градот и кои што многу брзо ќе бидат пуштени во употреба, ќе може да ги видат граѓаните. И поврзано со сомнежите за вадење на коцката и асфалтирање на улиците, прашање од Александра Кардула, како добивте дозвола за изградба на викендица и од кого и дали и од каде сте си ја набавиле коцката? Па и да не веруваат граѓаните или да рестриктираат кои се вистинските вести, а кои се фейк ньюс или лажни вести. Јас купив готов објект за кој што веќе била издадена градична дозвола од страна на општина Маврово Ростуша. Значи купив објектот изграден во определена состојба, карабина, и сега го оправам. Значи не е тоа дека јас сум издал или сум барал да некој да ми издаде градична дозвола. Тоа е стекната состојба. Број 1, број 2, во желбите да се дискриминира Шилегов или како веќе сакате. Мене ми е сосема сеедно. И опозицијата и господинот Липчо Златев ја сгрешија куќата. на погрешна куќа алудира. Во мојата куќа во Маврово нема калдрма, нити има партерно уредување. Така што би замолил чисто само да луѓето пред да поверуваат, да проверуваат што е вистина, што е не. Во желбите да се прикаже скандал од не знам си какви епохални размери кога е градоначалникот на Скопје или Петре Шилегов лично, како сакате, во прашање, луѓето се склони сериозно да измислуваат глупости. Има уште многу прашања, но нема уште многу време. Еве уште едно од оние јас ги одбирам по критичните. Дали сте свесни дека ако продолжите со ова темпо ќе ја имате титулата на неефикасен градоначалник досега? Јас сум човек што има скоро 50 години. Во овие 50 години од мојот живот јас не се сеќавам дека во Скопје, на пример, во исто време се граделе два булевари. Во овој момент во град Скопје се гради булеварот Христијан Тодоровски Карпош и се гради булеварот Босна и Херцеговина. Очекувам дека ќе успееме на крај проектирањето и до крајот на оваа година да ја започнеме изградбата на булеварот Асно. Тоа е од мостот Близнаци кон хотел Русија со премин преку Вардар и ниска рамбедница да излеземе на Скопски сајм. Во Скопје кажав дека започнува сосем нов систем на комунални третирање на комунален отпад. Во Скопје започнува да се применува Скопје Смарт Сити концептот и лед осветлување, вест менеджмент, сега електронски дигитализиран паркинг, дигитализирани услуги на градот, сето тоа подразбира под тој концепт. Во Скопје започнуваат да се градат два нови моста во оваа сезона. Реков и 3 булевари, започнуваме со проектот под тунелот. Ако е тоа неуспех, јас сум спремен да бидам најнеуспешниот. Че времето само уште 30 секунди, зашто граѓаните имаат впечаток дека во градот најдобро функционира пајак службата? Односно, кога градот треба да им наплати на граѓаните, а не им да им врати со соодветни услуги. Веројатно се согласуваме дека градот наплаќа од граѓаните кои што непрописно ги паркирале возилата. Господин Шилегов, ви благодарам што вечерва бевте. Благодарам и на вас на поканата. Благодарам и на вас за бројните прашања. Интересот покажува дека веројатно фокусот е кон проблемите кои што ве мачат. Се извинувам на сите оние кои за чии прашања вечерва немавме време за одговор. Останете и натаму.